Светот во моментов ја има најголемата генерација на млади од 15 до 24 години во историјата на човештвото. Иако адолесцентите се релативно здрави во споредба со другите возрастни групи, сепак се исправени пред различни предизвици кои што можат сериозно да влијаат на нивното физичко и ментално здравје во текот на целиот живот. Во многу држави низ светот, на пример, главни причини за болести и смртност кај адолесцентите се проблемите со сексуалното и репродуктивното здравје. Причина повеќе во неделата на сексуално и репродуктивно здравје. Фокусот да го ставиме токму на оваа тема со нашиот соговорник. Велам добро утро за доктор Глигор Тофовски. Добре ни дојдовте, доктор. Добро утро, добре најдов. Имаме статистика која што на самиот почеток на разговорот би сакала да ја споменеме за да дадеме и добар вовед во ова за што ќе зборуваме. Дури 37% од момчињата во Македонија на 15 годишна возраст и 3% од девојчињата на истата веќе имале сексуално искуство. Во однос на употребата на кондоми, само 20% од девојчињата од албанско етничко потекло кажале дека користеле, за разлика од момчињата, албанци 62. Меѓу македонските 64 користеле кондом, 52 од девојчињата. Не е баш охрабрувачка статистиката, особено ако земеме предвид дека е 21 век и дека достапна информација имаме на секој чекор, докторе. Да, ја ќе се навратам чекор на нас, значи во нашето време, да кажеме, можда и пред нашето време, информациите за сексуално репродуктивно здравје, значи како се зрее, што се хормоните, како и кога треба да се стане сексуално активен, како да се заштитиш од сексуално преносливи инфекции, не беа лесно достапни. Значи, ние боричкавме у книгите, у библиотеките, кај нашите родители или кај други баравме некои книги кај што можеше да се прочита или весници. Не имаше многу, сега има многу информации, социјалните мрежи се преполни со, да кажам, разни информации на оваа тема, меѓутоа не секогаш веродостојни и не секогаш прикажани на начин како што е адекватно. Значи, имаме информации што, например, на некој начин, да кажеме, условно ги плашат младите, дека они ако отпочнат со сексуално, кој знае што ќе се деси и што ќе се случи по нивниот живот понатака. Од друга страна имаат оние кои што негираат се, кои што викаат дека младите си знаат, имавме некои коментари, баш вчера ги читав по социјалните мрежи, што има вие да им кажувате на младите, они се знаат. Како знаат? Анкетите, впрочем, анкетите покажа и ние така го тргнавме овој процес како Сдружение на гинеколози и обстетричари, прво со предавања во средните училишта, као на популација трета, четврта година средно училиште, со брошури, со пропагандни материјали, меѓутоа почнавме да работиме и на тоа да на веб страната на нашето здружение ставиме содржина која што не е стриктно насочена кон лекарите, значи кон нивната континуирана едукација, него и кон општата популација, во еден голем дел кон младите. Затоа искористивме едни многу интересни видеа кои што се многу прилагодени за нивната возраст. И оваа кампања, меѓу другото, и се базира во еден голем дел на користење на социјалните мрежи. Значи има QR код за секое прашање кој што ни може да им текне да го постават. Со скенирањето на QR кодот се оди до страната на здруженијето, кај што е видеото кратко од минута и пол, кој што ги дава на многу интересен начин основните информации, а за се понатака има други видеа или други текстови од кои што они можат да прочитаат сериозни и потврдени информации од страна на професионалците. Асоциацијата на гинеколози и обстетричари си ја превзема работата во свој раце во однос на едукацијата, но едукацијата треба да ја има и во семејството и во образовниот систем. Да. Потврлаат ли овие два сегменти или се уште се табу тема овие разговори? Во Македонија се уште се табу тема. Значи, никој не може сам ништо да постигне. Ние оваа кампања ја водиме заедно со невладината организација HERA, која што има и физички центри, два во Скопје, сакам да знам, каде што дели бесплатна контрацепција, има шанса да се добијат совети, да се направат прегледи бесплатни, меѓутоа младите можат да отидат, и ја тоа неколку пати и во вашата и во другите телевизии сум кажувал, чим станат сексуално активни, а дури и пред тоа кога имаат прашања, да отидат кај гинеколог, значи кај матичниот гинеколог, кој што е најблиску до нив, да отидат, да поразговараат, да се запрашаат и да добијат информации кога и како да се заштитат и кога да отпочнат со редовни прегледи. Нашата интенција главна е тоа, токму вие што го кажавте, образовниот, воспитно-образовниот систем да биде оној кој што ќе го на некој начин гради знаењето на младите, затоа што они најголем дел од времето таму го поминуваат, и во еден дел да постои една отвореност во семејството за разговор,
Меѓутоа, ја ги разбирам и родителите, и нив не им е лесно, и не секогаш и они ги имаат вистинските информации. Значи, дома треба да се има отворен однос, меѓутоа информациите не може да ги добијат сите дома, може да добијат љубов и поддршка, а информациите треба да ги бараат на веродостојни веб страни, да кажеме, како што е нашата. И преку какви активности ги едуцирате младите овие денови за необходноста од грижата за сексуалната и репродуктивна здравје? Сега почнавме, ова е една широка кампања, значи почнавме во неделата, бевме во Сити Мол, значи на баш едно прометно место кај Рамстор. Меѓутоа сега овие денови, овие 3 дена одиме по студентските домови, значи ги користиме студентските домови да сме најблиску до студентите, имаме прекрасен одзив во кампањата. Самите студенти, да кажеме, а и посетители тогаш во Сити Мол, можат да поразговараат. Овие прашања секако се интимни, не може да ги постават јавно и не знам во ходник или било каде. Они имаат една задачка мала, значи кога ќе се скенира тој код од кампањата, треба да одговорат прашања, 5 прашања основни околу контрацепцијата и сексуално преносливите инфекции. Понатака кога ќе го направат тоа, добиваат брошури печатени, добиваат бесплатни кондоми за да ги користат понадому. Меѓутоа, она што е побитно од се, добиваат информацијата и пренасочувањето кон веб страната, каде што можат да прочитаат многу интересни информации за нивното здравје и да прашаат, што е многу битно, значи да постават прашање на мејлот на Сдруженијето, каде што ќе добијат повторно анонимен одговор за она што ги интересира. Добивме многу интересни прашања на најразлични теми, значи некои дури се охрабрија и во живо, во такви услови, да кажам, поставуваа прашања, така да ќе имаме интересни резултати, веројатно ќе ве побараме накнадо да ги споделиме резултатите како студентите, еве апропо овие резултати се пред се од средношколци, како студентите имаат и какви познавања, да кажеме, и какви предрасуди или можеби одлични познавања за некој од работите. Иако статистиките од Соединетите Американски држави велеат дека главна причина за болести и смртност кај адолесцентите се проблемите со сексуално и репродуктивно здравје, каква е состојбата во Македонија? Имаме ли здрави генерации? Немаме некојаш многу добри статистики во однос на тоа во кој степен, да кажеме, кои заболувања влијат. Еве сега денови, ако слушате, имаме сифилис епидемија, ние со години имаме ретки броеви на сифилис во целиот регион, во целиот Балкан, да кажеме. Тука не во Македонија, се уште немаме податоци, ама во околните земји, ако го има сифилис од таму, значи ќе го има сигурно и тука, само што не е или не е регистриран или е да кажам, не е лекуван можеби, што е уште по страшната варијанта. Оваа кампања, тоа сакам само да кажам, оваа кампања е главниот фокус према младите, меѓутоа ние повторно се трудиме, и јас и моите колеги, да допреме до што поголема категорија на граѓани, значи и на мажи, меѓутоа и на жени. Имавме многу интересни посети на штандот во Сити Мол од многу повозрастни господи на 80 години, кои што на условно речено се бунеа дека тоа во нивните години не треба да се оди на преглед, дека они што им следува тоа ќе им дојде и така натака. Се трудевме некако да ги разбиеме тие предрасуди и уште еднаш сакам да кажам, а мислам дека има генерално повратната информација од нашите гинеколози е позитивна, дека оваа наша медиумска кампања вроди со плод, дека тие господи кои што не биле со години или после породување, дека треба да си продолжат да си прават редовни прегледи кај гинекологот. И за тоа ќе продискутираме, но во меѓувреме уште само ме интересира, вашиот дел со едукацијата го правите. Има ли повратна реакција? Прашуваат ли младите, ги интересира ли? Какви прашања најчесто? Младите прашуваат, младите ги интересира. Младите, гледате се, оваа тема, еве и ние на телевизија не можеме овде за се да збориме јавно, така, значи колку и да збориме дека темата е отворена, таа си има некои своји бариери, кои зборови, која терминологија треба да се користи и така натака. А меѓутоа, она што е битно, они сакаат да знаат. Добра. Значи сакаат да знаат, за тоа си оти, сакам да знам, сакам да научам, сакам да се заштитам. Не е ништо комплицирано, не е ништо тешко. Ние на нашите почетоци, на нашите активности први кои се од пред неколку години, всушност прво работевме на лекарите, значи и гинеколозите и семејните лекари некогаш имаат предрасуди према контрацепцијата. И не ми е јасно ако контрацепцијата постои, да кажеме, 50 на години е на милиони пациенти, да кажеме, ја применувале со години и научно е докажано дека нема никаква штетност во оралната, да кажеме, контрацепција или во другите методи, зашто тие не им ја дадат исто така поддршката да не поразговараат, сепак и семејните лекари и матичните гинеколози се оние кои што се најблиску како извор на информација веродостоен.
Ковид кризата беше една од главните причини која што ги одврати жените изминативе години да посетуваат редовни гинеколошки прегледи, што од друга страна ве поттикна да ги активирате мобилните гинеколошки амбуланти. Податоците велат дека повеќе од 2000 жени во моментов добија здравствена услуга. Какво е искуството досега една година по функционирањето на истите? Па еве нашите анкети и према лекарите кои учествуваа во активностите и сестрите и према граѓаните, односно према жените кои дојдоа да ги користат услугите, се исклучително позитивни. Значи сите пристапот дека тоа почна со ковид, меѓутоа продолжи и после ковидот, да добијат на некој начин услуга која што треба некаде да одат да ја добијат далеку, да кажеме, ова е пред се насочено према руралните делови или деловите од Македонија каде што немаме гинеколог матичен. Значи таму оди возилото кое што е специјално адаптирано. Тука ни помага многу и Републичкиот Црвен крст. Имаме соработка со Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство и како главни, да кажам, организатори на настанот се Министерството за здравство и Фондот за население на Обединетите нации. Се извинувам само што ќе ве прекинам. Колеги, ве замолувам другиот пар инсертите да го пуштиме кој што говори токму за мобилните гинеколошки амбуланти. Оно што ме интересира какво беше сега искуството на терен. На терен искуството, значи и од жените беше одлично и нашето искуство беше одлично. Тука тие ги добиваат комплет сите услуги, како впрочем да се во една амбуланта дојдени во јавниот здравствен систем, значи се евидентирани во страницата Мој термин, може да добиваат секакви упати. Се прави скрининг за цервикален карцином, значи се зема пап бриз или по индикација доколку има процена дури и ХПВ типизација, меѓутоа се прави скрининг, условно речено, и за останатите карциноми, значи за карциномот на телото на матката, за карциномот на јајниците, значи доколку има некакви цисти или кај повозрастните жени за дебелување на ендометриумот, во тој случај се препраќаат на додатни исследувања и веќе имаме преку 35-6 жени кои што се откриени во рана фаза на постоење, да кажеме, на определени заболувања или инфекции кои што може да доведат до појава на карциноми. Зошто е тоа многу битно? Вака на прв момент ќе речеме тоа не е некоја голема бројка, меѓутоа доколку не се открие на време, а дел од овие жени веројатно никогаш не би отишле на гинеколог да не дошла до нив, да кажеме, да допре мобилната амбуланта и организацијскиот систем за да тие се излобираат да дојдат, таква жена дојдена во авансиран карцином, значи во тешка фаза, прво проаѓа низ тешка операција, проаѓа низ зрачење, проаѓа низ хемотерапија, значи квалитетот на животот многу и се нарушува, а да не збориме за финансиските трошоци на државата, таква една жена го чини, да кажеме, фондот и министерството некаде околу 200.000 евра. А таа услугата што ќе ја добие, која што, да кажеме, кошта 20 евра и која што фондот ќе ги открие овие случаи, значи тоа е целта на овој скрининг, да ги открие овие случаи, ќе спаси финансии за себе, меѓутоа од друга страна ќе им го спаси квалитетот на животот и животите на жените. Мобилните гинеколошки амбуланти се уште еден доказ дека доколку им ја доближите услугата, ќе ја користат истата, не дека сите тие жени не сакале да појдат на редовен гинеколошки преглед. Едноставно нема гинеколози во одредени места во државата се уште. Точно. Ние со ова сакаме, пошто ние со самото посета на гинеколошките амбуланти делиме и пропагандни материјали и работиме на подигнување на свеста. Две се клучните компоненти. Прво, и тоа по светска здравствена и по сите меѓународни институции, да дојде услугата што поблиску до граѓанинот, значи тој концепт на примарен лекар, примарен општи лекар, примарен гинеколог, е да е што поблиску до граѓанинот, значи да не треба он да оди далеку. Има земји кај што на вистина па нема гинеколози, кај нас и не е толку страшна бројката, има места кај што нема гинеколог на 300 километри, ние цела Македонија не е толку, да кажеме, долга и широка. Меѓутоа, од друга страна, е многу битно да се работи на здравствената едукација. Тоа е многу исклучително битно да ги научиме жените, пак ќе кажам пред телевизија, дека да ги научиме дека во секоја животна доба, значи дали имате вие 15 години, 25, 35, 45, 55 и 95 да дочекаат, им посакувам, сепак треба да се направи посета повремено. Има протоколи кога на почетокот еднаш годишно, после еднаш во 3 години, меѓутоа секако да се направи посета на гинеколог. Ако впечатокот дека во руралните средини нема доволно гинеколози и не можат жените да вршат редовни гинеколошки прегледи од таа причина, каков е впечатокот во урбаните средини каде што се ни е достапно? Се грижиме ли ние кои што живееме во урбаните средини доволно за нашето здравје? Па впечатокот е дека не. Не. Ќе направиме, ние не сме сега моментално ориентирани према урбаните
средини толку Но имате многу и немаме немаме баш тоа сакам да го спомнам дека баш заради тоа што има повеќе гинеколози во урбаните средини не сме толку ориентирани према нив. Значи во руралните средини имавме 33% од жените кои што 5 и повеќе години не беа отидени на гинеколог за никаква контрола. Значи дури и кои имаат мака некојаш не одат, ќе ми помине, па малце крварев, па тоа не е ништо, па се, да не зборам за тие што немаат никакви симптоми, а може да имаат развој на болеста. Во урбаните средини немаме наша анкета, веројатно и таа ќе ја направиме во следниот период, меѓутоа она што можеме да го видиме од податоците од Министерството за здравство дека голема група на пациентки, преку 40%, немаат одбрано матичен гинеколог. Значи не се во фондот регистрирани со матичен гинеколог. Може би дел од нив одат и кај приватни гинеколози, па не се регистрирани се, меѓутоа бројката 40% е многу голема. Повторно ќе речам, треба државата, значи ние нашиот инпут, нашата помош како здружение, како професионалци и ќе продолжиме да даме. Меѓутоа државата треба да најде начин да ги на некој начин мобилизира ова огромна група да кажеме на жени, ако се они во таа сексуално и репродуктивна возраст да кажеме околу 600.000 жени во Македонија, вие 40, подачи 200 и кусур илјади жени имате што не се влезени во системот, мора да се најде начин да влезат и да отидат барем еднаш во година, 2-3 на преглед. И ќе завршиме со младите, онака како што започнавме. Зошто, докторе, да за континуирана едукација, не само во семејството, вие го споминавте дека простете, тоа се теми кои што ретко се отвараат дома, но тука е и образовниот систем. Па многу се дискутира за тоа дали треба да има сексуално образование, дали за тоа треба да се зборува во рамки на образовниот систем. Па јас мислам дека искуствата, бројките, здравствените податоци од развиените земји, кои што ние тежнееме да стигнеме, покажуваат дека тоа е единствениот начин за правилно и вистинско образование, кое што ќе овозможи младите соодветно да се заштитат, да уживаат значи во сексуалните активности, а да го заштитат своето репродуктивно здравје за да кога ќе сакаат, можат да се реализираат и како родители. Значи многу е битно само пристапот, значи многу има дебати кај нас што е тоа сексуално образование. Вие не разговарате со вашето дете на 4 години, на 8, на 12, 16 и 18 на истиот начин. Тоа треба да е прилагодено према возраста. И при тоа начинот да е, пошто таа генерација која расте, која проаѓа низ пубертетот, адолесценцијата, не ги прима информациите на истиот начин како што ги примаат возрастните луѓе. Ние се трудиме, впрочем, тоа да го демонстрираме со овие воншколски активности и со предавања во училиштето, меѓутоа сепак мора да влезе некако во образовниот систем, значи да се интегрира, да не се плашат родителите, значи мора да се интегрира, мора да се обучат и наставниците како да го предаваат, мора да има соодветни материјали и тогаш ќе почнеме да со поголеми чекори одиме напред. Многу често зборуваме за младите дека на нив останува се, доколку сакаме иднина и здрава генерација, ова се темите за кои што треба да зборуваме. Благодарам за гостувањето. Да, благодарам и јас.